За среќа нема дополнителни пациенти што се заразиле од некои од цревните или кожните болести тука во Стајковце. Оние што доаѓаат на преглед тука во привремената ординација, тие доаѓаат претежно да проверат крвен притисок и совети да побараат од докторите што постојано се тука 24 часа. Има екипи од болниците тука во моментов е и директорот на болницата за инфективни болести што ја следи ситуацијата, го следи здравјето на сите жители од Стајковци. Директорот на болницата за инфективни болести Звонко Миленковиќ додаде дека нема потреба од паника кај населението тука со оглед на тоа дека се превземаат превентивни мерки за да се спречи ширењето на некои од заразните болести што може да се појават од поплавите. Да слушнеме неговата изјава. Пунктот овој кој што е во Стајковци по однос на болестите не е битно различно од она што имавме прилика да го видиме изминативе денови. Секако дека се појавуваат лица кои што доаѓаат секојдневно за оние кои што се на хронична терапија или немаат можности за чување да примат соодветна терапија за нивното лекување. Бројот на случаи со инфективни болести, она што ве интересира, значи поврзани со цревниве заболувања, на пример, е идентичен као и изминативе периоди, значи нема пораст на бројот на лица кои што би алармирали, кои што би упатувал на појава на заболување од еден заеднички извор на вакво нешто, така да во моментот ситуацијата е стабилна. Од Сабајле до овој момент, ја колку е сатот сега, да кажеме, за овие 3-4 часа прегледани се негде 60 на пациенти, но ќе повторам дека овдека има повеќе екипи на лекари од примарна здравствена заштита, понатака лекари од различни специјалности, така да они се поделени по различни овие екипи. Тоа е вкупната бројка со која што до овој момент се сретнавме. Повеќето луѓе доаѓаат за совет, повеќе отколку за потреба од некоја посериозна медицинска интервенција, но секако дека сите они се предмет на згрижување на медицинските тимови кои што се затекнати во овој пункт. До сега, според податоците со кои располагате и според тоа што се жалат пациентите од овде, има ли место за паника од некоја заразна? Апсолутно не. Затоа сме ние тука, ние следиме интензивно ситуацијата. Ја можам, не според информациите со кои што со овој момент располагаме, но го имаме за цело ова подрачје, до овој момент информацијата дека вкупно имало 20 пациенти хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Вкупно. Но имало секако и оние кои што побарале помош со клиничка симптоматологија која што укажувала на дел од овие заболувања, но они се предмет на амбулантско згрижување. Значи станува збор за полесни клинички состојби, но таму каде што има потреба од не само заради тежината на болеста, туку таму каде што има потреба од изолација, таму каде што не може да се определи диететски режим соодветен, секако дека они ќе бидат предмет на изолирање и на третман. Но до овој момент ситуацијата е стабилна и немаме такви пациенти во некоја поголема бројка. Во тек е дезинфекцијата постојано, веќе во неколку дена се врши дезинфекцијата, а ќе се врши во текот на наредните неколку дена што следува, се додека има потреба. Во однос на евакуација, значи нема потреба за евакуација на населението тука во Стајковци со оглед на тоа дека од надрежните информира дека нема потреба од паника од дезинфекцијата, тоа се значи некои разредени средства што само ќе им помогнат, но не може да им наштети на здравјето на граѓаните тука. Дезинфекцијата се врши со цел за да се спречат овие болести да се шират. Токму затоа и се апелира до сите кои се во можност да пратат средства за лична хигиена за граѓаните околусно да може да се изборат со овие инфекции што може да дојдат во контакт со нив. За сега, тона ние што видовме, чинам дека најмалите лица, односно децата се привремено кај некои од роднините што ги имаат, се додека се чисти во куќите од калта и тињата што е насобрана за полесно да можат да се расчистат куќите. Од она ние што го видовме, улиците се речиси расчистени, има некои улици што се потесни, па потешко се има пристап до нив, но сепак и тоа се врши само со поспора динамика, но како што кажавме и вчера од надлежните вела дека во текот на наредната недела очекуваат дека ќе почнат поинтензивно да ги чистат и куќите и дворовите на
на жителите во Стајковци.